Имено во текот на денешниот ден до мене од укажувач стигнате материјал кој што сакам да го поделам на председателот на комисијата и на пратеничките групи. Почитуван пратеник А. Милошовски, како граѓани на оваа земја, непосреден сведок на селективноста и незаконитоста присутни во работата на јавното обвинителство, ви доставувам аудиоматеријал кој е од висок јавен интерес, односно содржи сериозни индиции за криминал и корупција на избрани и именувани функционери. Се повикувам на Законот за заштита на укажувачите од 2016 година и на јавниот интерес за ефикасна борба против организираниот криминал и високата корупција и апелирам до вас како пратеник, како ваша должност пред граѓаните, да го споделите овој аудиоматеријал и транскрипт со колегите пратеници и со медиумите како заштитници на јавниот интерес. Сметам дека транскриптот и аудиоматеријалот фрлаат една мала светлина на тоа кој навистина сака скриена амнестија и зошто некој предлага било какви материјали во кои што има сериозни индиции за висока корупција и организиран криминал можат да важат до вчера, а не можат да важат денес или утре. Ќе ве замолам за 30 секунди внимание. Телевизијата и само прави комбинација на граѓанство. Праша Буки од каде да се пари за телевизијата? Вие имате еден фрајер од Хрватска и од сине што му легна на пари. Тога за тоа старешките домови, ако знаеш. Некој ќе плати така да помага во телевизијата, барем ќе намарите некои денки за да може да помогне. Тоа беше уште порано, уште лани, октомври, ноември. Дозволете кратко, секој може да го има на располагање, бидејќи е материјал од висок јавен интерес. Јас ќе го прочитам и во интерес на јавноста транскриптот. Нема напишано имења, само иницијали. ЗЗ. Но му требаат пари во тоа телевизијата. Му требаат пари за тоа телевизијата и само прави некои комбинации. Го прашав. Боки бе, од каде бе тие парите за телевизијата? Ми вика, имав еден фраjer од Хрватска и од Циле, Силјан Мицевски, што му легнаа пари тогаш за старечките домови, ако знаеш. Ние на неколку пати така му помагаме во телевизијата, главно за маркетинг, за да му помогнеме. Тоа беше уште порано, уште лани, октомври, ноември 2018 година. Транскрипт од лицето ЗЗ.